Така наречените новогодишни кошнички, кои требаше да донесат олеснување, завршија како фарса. Цените на 63 основни производи, наместо да бидат намалени за 10%, биле зголемени за 397 денари. Основните производи не само што не поевтинија, туку станаа луксус за многу семејства. Зејтинот, јајцата, млечните производи, се е поскапено, а во исто време нема раст на платите. Владата на ДПМНЕ не само што не реагира, туку активно придонесува за овој хаос и е директен соучесник во масовниот грабеж на граѓаните. Инфлацијата продолжува да расте, а граѓаните имаат се помалку пари во своите џебови. Владата на ДПМНЕ покажа целосна неспособност да управува со економијата и со тоа ги остави работниците, семејствата и граѓаните незаштитени. Платите стагнираат, трошоците растат и граѓаните се соочуваат со избори кои не треба да ги прават. Дали да купат храна или да платат сметки. Потребно е владата веднаш да ги прифати мерките на СДСМ, затоа што тие се насочени кон вистинско решение на кризата. Само преку укинување на данокот на додадена вредност за храна, преку воведување контрола на цените и преку зголемување на минималната плата можат да се намалат финансиските маки на граѓаните. Минималната плата мора да се покачи на 500 евра. Се пониско од тоа е навредливо и понижувачки за граѓаните.